Како изгледа еден работен ден на пожарникар? Многумина веројатно се прашуваат како изгледа еден работен ден на пожарникарите. Одговорот го побаравме во противпожарната единица во Радовиш. Видовме што прават тие кога нема пожари, како ги поминуваат 12 часа во смената, а дознавме и дали има вистина во тврдењето дека нивната работа е лесна, затоа што кога не гаснат пожари, одмараат и се релаксираат. Ние се уверивме дека смената на еден пожарникар е навистина тешка и стресна. Нивната работа не е само гаснење пожари, туку и постојано учење и усовршување на она да се биде подобар, побрз и поуспешен во трката со времето и огнената стихија. За среќа на сите, во текот на нашата посета на пожарната немаше пријава за пожар, па не успеавме да го почувствуваме адреналинот во крвта на тој трк за спасување животи и материјални добра. Работниот ден на еден пожарникар трае 12 часа. Кога пристигнавме во пожарната во Радовиш, се сретнавме со пожарникарот Фено Коцев, кој воедно и раководител на смена. Тој не прошета низ просториите, каде што пожарникарите секојдневно минуваат по 12 часа од денот. Сите на смената се тука, подготвени, но за среќа нема повици. Кога нема интервенции на терен, пожарникарите го поминуваат денот според предвидениот план. Честопати практикуваат спорт, за да ја одржат својата физичка подготвеност. Самата професија пожарникар спаѓа во групата на степен на луѓето кои работат на заштита и спасување на самите тоа. Со тоа службата е организирана на тој начин што работи 24 сата континуирано во смени. Еден обичен ден пожарникарски кога немаме интервенција се состои од тоа што секој утро пред 7 часот доаѓа смената, односно 10 до 15 минути пред смена, се врши смотра и примопредавање. Примопредавањето се врши на тој начин што се прегледува опремата и возилата, нивната техничка исправност, нивната состојба од претходниот ден и доколку се најде проблем, а можеме да го отклониме ние во смената или самата единица, се отклонува дефектот, се поправа опремата, доколку не можеме, бараме стручна помош од одредени институции кои се надлежни за оној дел од опремата кој што треба да се поправи. Вообичаени активности после примопредавањето на смената се распоред на дежурства, кој работник од колку часот е дежурен уродот за врски, кој има вежбовни активности заради одржување на кондиција и техничко усовршување со опремата што постои во територијалната противпожарна единица. Во текот на денот се организират и други активности, односно, речеме, средување на одредени простори, вршиме неделен преглед на посебната техничка опрема, како што се скалите, апаратите за дишење кои не влегуваат во опремата која секојдневно се прегледува и врши нивна поправка. Техничките средства и опрема, личната заштитна средства и опрема се основна обврска на пожарникарот, која во секој момент мора да му биде прегледана, чиста, уредна и спремна за употреба во дадена ситуација. Додека од колективната опрема, каде што се скалите возилата и се врши визуелен преглед во текот на денот, а еднаш неделно и еднаш месечно се вршат по-обемни прегледи на самата опрема. Затоа што пожарникарите мора да бидат спремни во секој момент за да интервенираат во одредени ситуации, што се сообраќајни несреќи, пожари, други непогодности, поплави и разни ситни потреби на граѓаните кои не можат да ги најдат на друго место. Во доменот на пожарникарството спаѓаат и одредени слободни активности, како да речеме вежбовни активности од обемот на трчање, спортување заради кондициона подготвеност. До пладнина вработените од територијалната единица морат да ги извршуваат основните обврски во текот на смена, а во попладневните часови имаат право на слободен одмор, во зависност од тоа кој колку е дежурен и имаат право на слободни активности. Во слободни активности спаѓаат шах, вежбање на справи од типот на тератани,
за физичка подготвеност, други некои слични активности што не го замараат работникот за да може да биде спречен во вршењето на својата служба до крајот на смената. Моментално кај нас смените се организирани од типот 12, 24, 12, 48, што значи 12 сати дневна смена, 24 часа слободен, 12 сата ноќна смена, 48 часа слободен. Значи во тие 12 часа кога тоа е на работа, во дневна смена, има активностите кои ги претходно набрав. Додека за ноќната смена од 19 до 22 апсолутно исти се обврските да се провери опремата да се веќе после 22 часот луѓето кои не се дежурни на уредот за врски имаат право на слободен пасивен одмор. Значи за отекот за да речеме може да се дојде во ситуација во 06 саваје да настане пожар кој ќе трае да речеме 3 до 4 и 5 сати. Значи мораме да имаме слободни луѓе да можат физички и психички да го издржат тој товар повеќе од 12 часа работно време. Без да бидеш хуман и храбар, не можеш да бидеш пожарникар. Кога се подготвуваат за пожар, велат дека тоа го прават најбрзо што можат, зашто поскоро да се пристигне на местото. Веднаш ја ставаат потребната опрема, се качуваат во возилата и тргнуваат. Додека ги разгледувавме просториите, тие ни раскажуваат за плановите што ги спроведуваат во текот на работната недела.